Почитувани, добре дојдовте на поетското читање Златоврв во чест на великанот на македонската литература Блаже Конески. Секоја година во декемвриските денови, подсетувајќи се на 19 декември, роденденот на Конески, и на 7 декември, денот на неговата смрт, Друштвото на писателите на Македонија организира поетски читања во кои представници на различни генерации поет-писатели на творечки начин ја искажуваат својата почит кон ликот и делото на Конески. Во оваа јубилејна година, Друштвото веќе организираше една поетска средба во Небрегово пред родната куќа на поетот. И еве денес организира поетска средба тука, во храмот на книгата, во Народната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. И денес македонските поети на најубавиот и ним својствен начин, преку поезија, реч, беседа, ќе потсетат на значењето на Конески и на неговата поезија за македонската книжевност и култура. Ќе настапат Влада Урошевиќ, Михаил Ренџов, Иван Джепаровски, Билјана Станковска, Љубинка Донева, Виолета Танчева Златева, Славчо Ковиловски, Марина Мијаковска. Меѓутоа, пред да ги слушнеме, ја поканувам председателката на Друштвото на писателите, Сонја Стојменска Елзесер, да се обрати на собор. Почитувани, како што веќе се рече, Друштвото на писатели на Македонија веќе одржа една поетска средба во родното Небрегово на Конески во мај оваа година, а и во текот на изминатите години одржуваше средби во чест на овој наш писател, на кој безмалку сите поети членови на нашата асоциација на различен начин ја изразија својата длабока поврзаност со неговите ставови за јазикот и литературата и со неговиот поетски свет. Убаво е што оваа година за прв пат на највисоко ниво му се оддаде почит и признание на еден македонски поет, почнувајќи од државниот врв, преку сите значајни културно-образовни институции, се до најшироката јавност. Се кажа многу убави нешта. Се протолкуваа многу аспекти на неговото дело. Се пренесоа неговите пораки. Што се однесува до нас, писателите, и до нашата асоциација, како вовед кон денешново читање би сакала да истакнам само неколку составки на неговата поетика, кои ми се чинат како посебно плодотворни и важни. Најнапред, да објаснам зошто овој собир го именувавме со насловот на една песна на Конески, кој представува топоним име на едно возвишение во близина на неговото родно Небрегово, Златоврв. Во овој топоним самиот народ поетски се изразил, кога ги споил златото, сјајот, богатството, моќта со поимот на висината, на врвот, на устремот. Во поезијата на Конески доминира чувството на падот и понижението, на загубата и осаменоста, на есента и зимата, болеста, немоќта, одземената сила. Но на тој фон на трагичното чувствување на животот уште посјајно избликнува мотивот на устремот за искачување кон височините, мотивот на подвигот. За поетите подвигот е јасен. Тоа е да се создаде песна, проста и строга, која ќе биде таков устрој од зборови, што ќе отвара бездни на смислата, морници на чувството, убавина на строежот. Тие песни, тие джиджиња од зборови, како што вели во една своја песна Конески, се изработките на поетскиот занает, мајсториите на творците во кои собрана сета нив наука, сиот нивен талент, но и сето животно искуство, зашто како што во песната Арс поетика ги советува стариот врабец Дживџан малите врабчиња кои се фалат со своето дживкање. Деца, тоа треба да биде леко и меко, силно, а милно, жално, емпално, со горчелив опит, со згрутчена мака,
Жив, жив, жив. Вие уште не знаете така. Идејата за поезијата како порив и стремеж да се достигне тој толку нејасен идеал на поетска вредност, спој на занает, вдахновение, животен опит е темелната идеја на творештвото на Конески, кој самиот во своите стихови го достигна и тој поетски златоврв на македонски јазик. Уште позначајна за нас, македонските писатели, е идејата дека тој златоврв, колку што е личен, интимен подвиг на поетот како индивидуа, истовремено е колективен подвиг. Подвиг на заедницата, на генерацијското и меѓугенерацијското поврзување. Веројатно најинфлуентната и поетска и книжевно-теоретска мисла, која го пронижува целосното творештво на Конески, почнувајќи од неговиот поетски мотив во тешкото и низа други песни на раскрсницата помеѓу предците и внуците, се до неговите есеи и научни трудови, е токму мислата за традицијата, идејата за континуитетот. Поврзувањето кај Конески не оди само низ времето, туку и во ширина, во контекст на неговите современици. Како ретко кој поет Конески во своите песни директно им се обраќа на низа писатели од минатото, но и од својата современост, а во прозните записи ги вплетува интелектуалците од најразлични културни сфери и средини со кои води жив разговор. Би било интересно да се спроведе едно истражување кому се тој има посветено песна и колку тој степен на споделување на она што значи творечки златоврв кај него е висок и значаен. Најубавото во тој негов хабитус, на кој ние, денешните генерации, треба да се угледаме, е негувањето почит кон творечкиот подвиг на другите творци, на другите писатели, оти никој не постои сам како творец. Секогаш секој е дел од некој контекст, од некој културно милје, па макар било тоа и смачкано племе, во наводници се разбира. Нема да сгрешиме ако речеме дека писателите најчесто имаат известна доза на ароганција и себеистакнување, една жед за слава, за награди, признанија, но кај Конески таа карактеристика како сосема да отсуствува. Во една од подоцнежните песни неговата воздржаност и скромност дури се граничат со срам, па тој пее: што сум имал важно да кажам, се е кажано, понекогаш со толку звучни зборови што дури ми иде срам. Сепак, една своја песна целосно ја посветува на вообразеноста на творецот, па пее: време е да станам вообразен. Крајот се ближи и доста беше скромноста. Мојата слабост ми обезбедува силен збор. Мнозина можам да презрам, само да сакам. Време е да станам најпосле вообразен, за да најавам дека носам важна порака. Златоврвот Конески, со вителот идеи што го носи неговиот опус, е четиво sine qua non за секој што се дрзнува да чекори по патеката на книжевното творење на македонски јазик. Затоа и писателите, посебно поетите, денес повторно ќе се навратат на неговиот поетски вруток, а длабоко верувам дека тоа ќе го сторат и утре, и по една година, и по 10 години, и последното столетие. Затоа што поетите што носат важни пораки се вечни. Таков е и нашиот Блаже Конески. И крајно време е општеството да ја свати величината на неговите поетски пораки и воопшто величината и потребата од поезијата денес, тука и во глобалниот свет. Ви благодарам. Веќе не се сеќавам по кој повод ја напишав оваа песна која е посветена на Блаже Конески. Напишана е некаде во 60-тите години, ми се чини, кон крајот на 60. Ноќно
советување за јазикот на Блаже Конески. Во влажна шума се палат рефлектори. Дрвјата како врзани жаби скокаат. Во факултетот зад шумата вечераат лектори. Од мртвите јазици останале само кокала. Низ шумата минуваат ларви во ношници, воздушести лаборатории, млечни лаборантки. Сонливите јајца се возат во пајтони кошници. Возачи се дебелите кралови од гатки. Се менуваат фустани, ту венчални, ту ловечки. Танацетум вулгаре се представува вратика. Студентите на брзина го учат јазикот ластовечки и се вклучуваат на курс по ноќна граматика. Шумата ноќе има свој собствен јазик, ту дрдорлив, ту шепотлив, ту наполно немски. Глаголите се менуваат според месечевите фази, именките се однесуваат помалку старовремски. Студентите скриени зад јазичните корени, на цветовите ноќни им шепотат во инките. Лекторите во паника, вџашени и ококорени, ги довикуваат студентите низ сенките и чистинките. Потоа, меѓу Штавел и Бурјан, Коприви и Бозел, за поетскиот збор сите го бараат лекот. Во овчи бовчи гмечат змиско грозје, во зајчи кочи носат птичјо млеко. Ќе ви прочитам уште една која е напишана многу подоцна на тема на Блаже Конески, се разбира, вие сите ја знаете неговата Везилка. Мојата песна се вика Везилки според Блаже Конески. Везилките седат во пештерата темна, мижурка огнот и ним не им се гледа. Студено е влажно, скукален и земнат, со прстите вкочанети волната ја предат. Со грубата преđа после врз платното везат. Шарите се нејасни, знак со знак се кара. Поетите стојат, не се осмелуваат да влезат, не се сигурни ни каков одговор бараат. Везилки, кажете, ви бараме совет, нашата песна каква ќе треба да биде. Низ пештерата дува црн и мразен провев, на везилките низ грбот по косница им иде. Песната треба, велат, но мислата им бега, на друга страна се збркуваат, грешат, како склупца птиците празнината ги стега. Песната, да, но гласот им се меша со роморот на подземните води. Ете, не сме арни, Костобол не клука. Ехото се одзива како злобен подбив. Да, шушкаат со усни, постоеше ука. Ја знаевме, но веќе премногу сме стари. И во везот наш безмисла се вплела. Последната гламна нејасно се жари, се згуснува мракот. Да, песната велат. Драги пријатели, уште кога ми јавија дека треба да наступам на ова литературно пладне, ме обзеде на голема тага и една радост, заради тоа што годините си го прават своето,
а мене навјаса баји години. Кој идех пренаму, ме обседе едно големо чувство и на радост и на тага. На радост заради тоа што доаѓам во институција каде го поминав својот работен век. Над 30 години работев овдека, од првиот ден на отварањето на библиотеката сум овдека, па до одењето во пензија, до 2002-2003 година. Но тагата беше поголема, заради тоа што кога одамна не сум бил тука и кога влегов натре, како цело живот да сум бил овдека. Ги видов фотографите на Блаже Конески, ги видов просторијата каде ги одржувавме нашите културни манифестации. Се подсетив на се од првиот ден па до последниот ден и навистина ми беше мачно и тажно. Од друга страна ми беше мачно и тажно со тоа што се сетив на Блаже Конески, мојот драг пријател, со кого имавме пријатни чувства, на пријателство, што го ценев и го почитував, кој беше чест гост овдека во ова библиотека и по настани, и по пријателски средби и видувања. Доаѓаше често кај мене, правевме муабет, а често и не зборувавме воопшто. Тој молчеше, јас молчев, а се разбиравме. И кој ќе си тргнеше, ќе му речев, јас професоре, жал ми што не можем да седам на еден ваш збор, ама ќе ве сеќавам заради тоа што сепак убаво си поминавме. Сега, подготвувајќи се за денешниот настав, ќе речем прво дека му објавив една песна уште 60-та година во една моја книга, а пред неговата смрт и по неговата смрт напишав уште 5-6 песни што ќе ги објавам натаму. Сега утринава побарав неколку наврати во моите ракописи и најдов неколку песни што ги зедов со себе, меѓутоа гледам дека јас не можам да ги прочитам, бидејќи видот ми ослабел. Затоа ќе останам со моите сеќавања, со моето добро чувство на Блаже Конески и на ова национална библиотека, каде го поминав мојот работен век. Ви благодарам многу. Колешки колеги, почитувани присутни. Годинава, сите знаеме, ја посветуваме на Блаже Конески, 100 годишнината од неговото раѓање, и многу настани, многу манифестации се одржа и допрва ќе се одржат во текот на овој месец. Како што Конески во својата поема Ракување се ракуваше со Неделковски, со Рацин, а на нивната маса стоеше зборникот на Миладиновци, така и ние сега се ракуваме со Конески и на нашите работни маси и во нашите мисли се песните на Конески, се книжевните негови дела и се разбира сето она што тој го создаде и ни овозможи нам, поетите, писателите и обичните луѓе родени во постасномска Македонија, да се подпираме врз она што тој го создаде. Граматиката, речникот, правописот и да не редам се што тој го допре, на некој начин од него направи наука, како што во минатото малкумина можеа тоа да го сторат. Бидејќи
научниот пристап и акрибичноста главно се врзува за симпозиумите кои годинава ги имавме повеќе, а и ќе ги имаме и следната седмица на Филолошкиот факултет. Јас напишав повеќе текстови оваа година, подготвив и изборот поезијата на Конески кој што ќе биде презентиран следната седмица. А сега сакам да кажам неколку зборови во однос на сеќавањето што јас ги имам од средбите со Конески. Не беа многу, јас сум многу помлад од него, но за мене беа суштествени, затоа што се чини дека како тие и да го определија мојот однос кон науката од една страна и кон поезијата од друга страна. Прв пат непосредно имав можност да седнам на иста маса со Конески во 1974 година на Стручките вечери на поезијата, кога тој ја доби наградата Браќа Миладиновци. Имав 16 години тогаш и прв пат дојдов на Стручките вечери. Имам и подпис со датум од неговата книга Записи. Бев многу радосен што можам да бидам барем неколку мига со поетот кого што го знаев од училиште, кого што го учевме, неговата Везилка, Тешкото и сите оние песни кои што беа составен дел од лектирата тогаш. Зошто ја спомнувам оваа 74-та година? Затоа што тогаш Конески, сега гледам, бил релативно млад, бил помлад од колку што сум ја сега, имал 53 години. Прв пат ја добива наградата Браќа Миладиновци, тогаш на Струга, што е и сватливо, бидејќи и нема објавено стихозбирка од формирањето на Стручките вечери. Тоа е првата негова стихозбирка што има напишано откако се формирани Стручките вечери. Има една големо временско растојание меѓу последната негова стихозбирка и оваа Записи, скоро 20 години. И тоа покажува дека поезијата или се пишува, главно се пишува во младост, па во средишните години оние што се занимаваат со наука повеќе внимание обрнуваат на науката, а потом некако од 40-та, 50-та година повторно се враќаат на поезијата. Таа година Златниот венец на Стручките вечери на поезијата го доби турскиот поет Фазил Хисни Дагларџа, кој е повозрасен од Конески 10 години и исто така портретот што беше во Света Софија за мене е незаборавен. Тие две величини во овој момент ги поврзувам затоа што, како што и слушнавме, Конески и првиот добитник и како што знаеме на Златниот венец на Стручките вечери на поезијата од Македонија. До сега двајца само го имаат добиено, Конески и Матерски. Таа врска помеѓу Конески и помеѓу Дагларџа може да ја воочиме во една песна што самиот Конески му има посветено на Дагларџа, односно прави варијација на една тема, на една многу убава песна на Дагларџа, лирска песна. Јас напишав исто така една песна која што е варијација на двете песни, и на Дагларџа и на Конески. Затоа што мислам дека темите што тие ги загатнуваат и начинот на кој што тоа го прават и денес ни овозможува да речеме дека тие ги достигнуваат врвовите на светската поезија. Конески, како што знаеме, не само што е наш канон, книжевен, научен, нешто без што ние не можеме, дури да не постоеше, ќе требаше да го измислиме, така некои велат. За среќа постоеше, за среќа ни овозможи на сите нас кои што растевме без да бидеме свесни колку е значењето на тоа што тој го направи. Дури сега јас гледам колку е големо неговото значење. Од оваа дистанца, може би денес повеќе од кога и да е ни е потребен Конески, со оглед на сите овие нешто што се случуваат околу нас, оспорувањето на јазикот, оспорувањето дури на идентитетот и на самото име, што велеше Конески, големо ни е името, ќе се обидат и да не го земат, како што имаше многу пророчки навестување за она што и ден денес се случува. Затоа и денес Конески ни е потребен повеќе од кога и да е, но не Конески кога што ќе го само фалбоспеваме, ќе го издигнуваме на пиедесталот, што секако и треба да се прави, но Конески како вечна инспирација,
Конески како автор кој што постојано треба да биде присутен, кон кого што и младите генерации треба да се однесуваат не само со должна почит, туку со едно големо познавање, Конески без кој што нашата култура и нашата цивилизација не може да се замисли. Но за да не должам со овие видувања за значењето на Конески и во рамките на нашата култура и во рамките на нашето општествено живење, јас сега ќе прочитам својата песна која е омаш на Конески. Се разбира, никој пат не е достатно тоа што ние ќе го сториме за да му дадеме нему почит. Но барем делумно да се обидеме, да бидеме на неговата трага и да продолжиме со него да се ракуваме. Темата што ја обработуваме сродна на темата од песните на Дагларџа, која носи наслов Погледот, и песната на Конески, која носи наслов Полн циклус. Насловот на мојата песна е Тема и варијации, според Дагларџа и Конески. Темата е возвишена и вечна. Погледот меланхолично вели: бевме светлината, љубовта, смртта и јас. Сега постапно бројот на присутните се намалува и погледот спокојно соопштува: останавме само смртта и јас. Темата е возвишена и вечна, полниот циклус се заокружува со нови варијации на одземање, за да не остане на крајот ниеден од четворицата. Темата е возвишена и вечна и Бог сака да влезе во неа со свое предупредување. А дали вие врвни поети знаете како ми е мене? Гледам постапно исчезнуваат светлината и младоста, љубовта, смртта, а и самите вие, и јас повторно останувам сам. Тешко ми е без вас. Благодарам. За ова пригода, а за овој свечен чин, одбрав две песни посветени на Блаже Конески. Првата песна што ќе ја прочитам, всушност е инспирирана од делото на Конески, а втората ја посветив него. Обликот на времето. Бесконечноста е растурен круг на времето. Ти непопустливо се заложи за еднозначните норми. Се определи за кусите растојанија помеѓу минатото и идното време, за условеното доближување на прекажаното со предметното доба, за иземањето на предминатото и можноста на несопирливо действување на денот, за честената употребливост на заповедната реч нема, за строгата определеност на определеното во неопределеното доба, во неопределената и незнаената действена сушност на наредното доба. Неминовно тогаш го затвори просторот на самобитната мисла, моќно да полета низ светлосните знаци, да ги пробие звучните вертикали на писмото и да освои свое време. Те предупредив, времето со време се обликува. Невозможно е да го подредиш на елементарниот облик. Затоа остана загубен во безизлезноста на беззначајните мигови. Песната всушност, инспирирана од делото на Блаже Конески, кажува како полека ни исчезнува нашиот јазик и ние сме тие кои остануваме загубени во безизлезноста на беззначајните мигови. Тој и во сонот посветено работи. Тивко ветрови, ноќва не тропајте низ небрегово. Поетот што туку прилегна на перницата со везба од црвено и црно доба. Тивко дождови, не шумолете, поетот спие. Челото му е под облаците, на клетките му навирила низ пеаната жал.
Може би ве наслушнува во некое самосвојно време. Спие тој. Мирува светлината во небесната мастилница. На првото од перото во звездени слогови капе неговата последна мисла. Книгите тихом ги расклопуваат кориците, го напуштаат несамостојни целости, ги надлетуваат тросложните вертикали на зборот. Тивко ве молам, не допирајте го филигранот на времето. Тој и во сонот посветено работи. Ви благодарам. Добар ден до сите. Чест е да се биде овде и да се биде со Конески. Песнава што ќе ви ја прочитам е настаната повеста за смртта на Конески. Миросување. Повеста за смртта на Конески. Небрегово, Собир. Небесна река фонеми, звонат, боледуваат. Зборовите вџашени не можат да мрднат, да се поместат. Сета синтакса е вознемирена, стине се измографот. Црн овен пред црквичето во дворот, чешми медовина и болка и борба бучат. Граматика на земјата и на љубовта. Записи од 9-тиот, од 19-тиот и од 90-тиот век. Стамени момци. Везат Гергев тешко и жени со по 3 ќошиња од куќите наплеки, во саи седефени облечени, црпат здравје, се сладат, садат сила и очи, почин, јадат убавина, хранат и пеат, фалејки ги мудрите мажи на мојот народ. Благодарам. Иако многу е кажано и напишано за него, секој од нас си го чувствува на некој свој посебен начин. Мене од секогаш ме восхитувала неговата едноставност, скромност и човечност. За жал, јас немав можност лично да го запознам. Се што знам за него е од неговите книги, од неговите пријатели кои ја имале среќата да се дружат со него. Од секогаш ме восхитувала неговата едноставност, скромност, доблесност, етичност и човечност. Може би не бадијала токму затоа и го носи името Блаже, кое укажува колку благ карактер имал како човек. За мене тој, дури сега станувам свесна, веројатно во последниве години, дека е своевиден учител во неколку работи. Учител за тоа како треба да се сака својата татковина. Учител за тоа како треба да се пишува, едноставно, јасно, разбирливо. И учител за тоа како треба да се човекува, како треба да бидеме луѓе и што подразбира тоа. Ќе ви ја прочитам песната насловена Звуци, што му е посветена на Блаже Конески. Насон ми доаѓаат тие звуци, тие одеци од времиња дални што талкаат низ земјата на предците ни. Напати одвојчујни, напати разоглавени, бујни, ми потекуваат од очите, во душата ми се влеваат. Се почесто од јавето ми се прелеваат и ме будат од сонот приподигнати гласови со глаголиви букви, дрочни и заоблени, како стомак на млада невеста што ќе го дари на ноќта младенецот, додека мене, свенат и пресушен веќе, се повеќе ми се бркаат световите, заглавени меѓу два воденички камења. Едниот пее за омразата на нашето племе, другиот за љубовта жилава од искона што не крепи на патот каменит, од раѓањето кон смртта конечна. Во денот, кога ќе се смириме, ќе останат звуците од душите на вековите откорнати,
да треперат како светлинки на небото, на јазикот ми ширен. Убави, не само оти се наши, дел од Божјата песна се, што ја пеат вселените од почетокот на времето. Благодарам. Сите предходни учесници на манифестацијата кажа искажа своето мислење, своите заклучоци, дека допрва ние треба да сватиме и допрва ќе сваќаме колку ни е значаен за нас, македонците и за нашата држава Конески. Меѓутоа, за денешната прилика, мене ми е особено мило тоа што, еве, со конкретно предзначење на манифестацијата како насловена како Златоров, бидејќи честопати јас во текот на годината го посетувам Златоврв со манастирот Трескавец и честопати ги посетувам тие местенца за кои што предпоставам дека Конески пеел како Марков кладенец, Студена вода и така натака. Сите тие подземни води, целиот тој предел со суви карпи и малечки поточни од кои што извираат како капки ситна роса вода, што и за мене представува некаква инспирација, потигнат од него да напишам неколку песни инспирирани и од Златоров и од Конески. И за оваа прилика ќе прочитам една песна во обид да го спојам митот со лириката, фантастиката со фолклорот на начин на кој што и Конески тоа го има правено во неговата поезија. Песната се вика Гласно молчење. Еве, пријателе мој, кај кукавме 3 месеци за вода, од земјата пепел се стори. Ѓомити рогатиот истурил прав и пофатил со својата рака. И Господ не послуша, па пушти дожд и врнеше 40 дни и 40 ноќи. Санким решил да не удави ко глувци. И еве сега, пријателе мој, кај кукаме 3 месеци за сонце, од земјата кал стана, а полето се престори во езеро Матно. Голем зорт стана за луѓето, па не чур горниот и ја секна водата. Сполајмо. Туку, пријателе мој, сега си молчиме, оти никако не ничини. Ја премногу печи свети, ја премногу плуска и врне. Крајот не ни се наоѓа. Благодарам. Прочитам песна што ја напиша во чест на Конески во 2015 година, а оваа песна е објавена во стихозбирката Постела на тишината. Манифест на тишината на Блаже Конески. Сакам да создадам манифест на тишината, од секоја капка дожд, што шумно го измива грбот на месец декември. Луѓето се еднокрилни или двокрилни прозорци, со постојано отворање и затворање. И кога испарува есенската влага, духовите со свилена ноќна кошула повторно се враќаат кон гласот на неизреченоста. На мокрените слова под дланката на дождот. Некогаш ништо не велат, дури и кога велат. Под звуците се насобрала тишина. Тука останува провевот помеѓу пукнатините на кажаното и неискажаното. Ви благодарам. Почитувани, ве замолувам за уште малку внимание, за достојно да одбележиме 2 поетски книги и 2 авторки кои во изминатата 2020 и 2021 година го добија признанието Даница Ручигај. Поради пандемијата, плакетите на авторките ги врачуваме тука при оваа поетска свечаност. Ја поканувам најпрви минатогодишната селекторка за оваа награда Виолета Танчева Флатева да ја придаде плакетата Даница Ручигај на поетесата Билјана Станковска за поетската збирка Пукнатина во светлината.
На минатогодишниот конкурс за наградата Даница Ручигај пристигнаа 10 стихозбирки и по темелното прочитување некако сама од себе се издвои книгата Пукнатина во светлината од Билјана Станковска. Само неколку назнаки за оваа значајна книга. Билјана Станковска, предпоставувам дека сите ја знаеме, со незините 15 необјавени книги, и прозни, и поетски, и за деца, и за возрастни, се изгради достојно значајно место во нашата книжевност. Со оваа своја стихозбирка само ги потврдува своите зацртани вредности. Поделена во 3 тематски мотивски целини од блесоци, пукнатини и длабочини, оваа збирка дише, ја воспева и ја болува светлината во сите нејзини појавни облици и еманации, и во природата, и во човекот. Со тоа таа прераснува во своевидна ода на светлината, во своевиден календар на светлината. Како што Бог во почетокот на светот вели и нека биде светлина и би светлина, така и Билјана Станковска, уште на почетокот од својата книга, ја издигнува светлината како моќна творечка стихија, како огнено чудовиште што татне низ длабочините на земјата и издишува пламени валми, додека му клокоти жар во утробата. Затечен од таа безмерна, гневна сила, човекот одеднаш станува свесен за својата ранливост, за својата кревкост, за ништотноста пред се присутната моќ од која пукаат ребрата на планината и може само да ги чека последиците од тоа создавање. Го чекам денот да ти донесам узреана светлина, вели Билјана Станковска. Таа светлина е се присутна и вечна, и земна, и небесна. Ја има во пукнатините на месечината, во скриените семиња, во капките дожд, во цветот на смилот, во капките, во солзите, во капките солзи. Таа е и студена, и дива, и разорна, и лековита. Неа ја има дури и во темнината на душата, во темната светлина на душата, како што ќе рече поетесата. Во ова време невреме, во кое сите речиси изгубивме по некој свој близок, драг и сакан човек, Билјана Станковска наоѓа светлина соочена и со загубата на саканите. Мене ми се чини токму тоа најмногу ми импонираше во овие песни, да не се потоне во безнадежност, во дефетизам, туку да се изнајде сила, да се изнајде светлина, за да се излезе од темнината на болката. Чудовиште од светлина сум, го запалувам небото и удирам, вели на едно место. На показ е тој крик на човечката душа соочена со тоа неумоливо течење на времето невреме. Јас сум ветер во настанот, невозможно е да не говорам, вели на друго место, што само уште еднаш потврдува едно друго својство на поетот, да биде дејствен сведок на сегашноста, да биде патописец на своето време. Со своите високи поетски обележја и вредности, Пукнатина во светлината прераснува во повеќе слои на книга која може да се чита на повеќе нивоа, со рафиниран лирски пев, преку раскошни слики и метафори. Билјана Станковска пред нас распостила зрели стихови за светоста и за светлината, за нејзината космичка суштина, како моќна стихија на создавањето и на уништувањето, како животворна сила од која се искаени сите човечки битија и во која на крај сите повторно се враќаме. Благодарам. Сега ја поканувам и селекторката за оваа година, Марина Мијаковска, да ја придаде плакетата на поетесата Љубинка Донева за стихозбирката Сезона на пеленот. Повелете.
Благодарам на председателката на Друштвото на писателите на Македонија, господјата Сонја Стојменска Илзесер, што ме одбра за селекторка за оваа награда, Даница Ручегај за 2021 година. Со големо задоволство прифатив да бидам селекторка. Пристигнаа неколку стихозбирки од реномирани македонски писателки, меѓутоа наградината стихозбирка Сезона на пеленот од Љубинка Донева уште при првото читање се издигна со високите естетски квалитети. Станува збор за стихозбирка со 40 на песни, распределени во 3 компактни и носечки циклуси, насловени како Сезона на пеленот, Раната и Сезона на солзите. Станува збор за поезија што е длабоко емотивна, ги содржи клучните одлики на фигуративноста и поезијата, значи имаме засилената емотивна функција, фигуративност изразена преку метафората на пеленот, медот. Пеленот е растение преку кое Љубинка Донева метафорично ја изразува и болката. Пеленот може да биде и болка, но и лек, но истовремено и мед за создавање на вакви стихови. Знаеме дека живееме во една кризна гранична состојба, а поетите се секогаш силни во такви кризни состојби најдобро да пишуваат поезија. Оваа книга се издвои по својата фигуративност, како што кажав, и по референцијалноста, затоа што упатува една голема и универзална порака. Интересно е тоа што станува збор за исклучително женско поетско писмо, бидејќи авторката преку женскиот светоглед и темите кои што се женски создава поезија со трајни културни вредности, навистина исклучителна оваа книга и на Љубинка Донева, бидејќи авторка на многу книги. За мене оваа стихозбирка беше и нејзината најдобра книга до сега. Како порака би сакала да ја посакам добро здравје, во иднина да продолжи да пишува и Љубинка помалку пелин, а повеќе среќа и љубов ти посакувам. Благодарам. Почитувани, ви благодариме за вниманието и до следното видување на некоја поинаква и друга поетска средба.